можност еве и овој амандман да го признесам пред јавноста. Она кое што ме загрижува во претходните два амандмани заради тоа што се регулира самото користење и експлоатација на националните паркови и од аспект на економска природа и од аспект на строго заштитените подрачја. Јас би сакал сега да дадам уште еден амандман кој што треба да уреди уште една, би рекол, зона во овие заштитни паркови. Уште еднаш ќе кажам дека мора да внимаваме, мора да имаме на увид дека голем дел од македонското население, од граѓаните на Република Македонија ги користат овие национални паркови, се рекреираат по овие зони и бараат од нас подробно да ги регулираме за да не се случуваат одредени недоследности или неправилности кои што за волја на вистината, ако поразговарате со оние здруженија или ако ги видите оние страни кои што ги користат токму луѓето кои што ги уживаат привилегиите на овие национални паркови или ги користат, можете да видите дека навистина се случуваат многу работи кои што не се популарни и токму заради тоа ние ги поднесуваме овие амандмани. Ние предлагаме по членот 9, по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: во зоната за одржливо користење дозволени се активностите од членовите 7 и 8 од овој закон, како и интензивно земјоделско производство, одржливо користење на шумите, застрел на диви видови, санитарен застрел, одржување и унапредување на репроцентарот, движење со моторни возила, уредување на неуредени извори, изградба на нови објекти за зафаќање вода од изворите и водотеците, кампови, планинарски домови, ловечки куќи, информативни центри, паркинг простори и слично, изградба на нова инфраструктура, цевководи за водоснабдување, изградба на земјени и асфалтни патишта, изградба на водоводна мрежа за водоснабдување и зафаќање и одведување на отпадна вода, изградба на станици за пречистување на отпадните води, како и други активности утврдени со планот за управување и годишни програми за заштита на природата, како и урбанистичките планови на општините кои постојат на подрачјето на Национален парк Шар-планина, при што особено треба да се води грижа за извршување на активностите со цел да не се наруши природната рамнотежа во Националниот парк. Со ова ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5. Благодарам.